Почитувани пробиштипјани, продолжуваме со дружењата со нашите сограѓани кои веќе подолго време живеат и работат надвор од Македонија во рамки на најновиот проект на Пробиштип Инфо, подкаст насловен како На секаде ме има. Ова е веќе трето издание на овој подкаст, а нашиот денешен гостин цели 26 години живее и работи во Словенија, познат и урбан лик кој несомнено има оставено длабоки траги во спортскиот и општествен живот во Пробиштип во периодот од 70-тите па до крајот на 90-тите. Уверен сум дека со задоволство ќе проследите неговата животна приказна, која тој се согласи да ја сподели со нас. Особена чест и задоволство ми е што како денешен гостин го имам Столе Котевски. Столе, здраво и добре дојде во денешниот подкаст На секаде не има. Како си? Добро. Може да речем добро. Колку време си у Пробиштип? Па 10 дена. Успеа ли да се видиш со сите пријатели што са биле така на некој начин дел од твојот живот повеќе тука во Пробиштип? Слушај, сите не сум ги видел. Пресе некој не ни може да ги видам. Имам до целиот град ми е пријатели и другари што сме раснали заедно. Најпрв ходим кај мајка ми и сите околу мајка ми што живеат тука. Комшилука. Тие се ми другари. Знаеш, како ние ги некако разликуваме тие пријателство и другарство. Другари се тие што заедно раснахме, заедно иднахме во школа. Иначе Пробиштип, сите пробиштупци сме пријатели. Така да. До сега видам другарите скоро сите, а пријателите физички не може да стигне за да можем. Познаваш ли некој? Да, исто кој јас после 26 години, инако јас на 44 години го напуснав Пробиштип. Тоа е во некои зрели години. Сега веќе 70. Така да знам дека јас сум исто променет, не само јас. Тие мои пријатели што Вика доволно да прозборе малку. Ама прозбореме и малку е тоа исто тешко, знаеш, затоа што долго време не сум ги видел. И што се случува? Они ќе ме сретнат и ќе ме прашаат како си Столе, ама не е еден. Јас со секого не може да ги игнорирам. Со секого разговарам. Кажувам кај сум, што работам и тие они ми кажуваат. И тоа е малце емотивно, да кажам, тешко, а на друга страна подуховно добро. Така да ми е мило да сум во моето градно место. И поседам уште на една недела. И изнашетали во Пробиштип, што вика ме уздиш и профабрика, што вика старите. Пробиштип ми е како на дланка. Тоа ми беше најголема желба. Секаде кога сум бил и најмногу по игравишта дека се спомените се враќаат. Тоа слушај, тука да ви кажам прво јас на времето кога е завршив таа моја фудбалска или спортска кариера, многу бев активен и тука ако се свртиш околу Пробиштип, нема ричека, нема поминато или нема трчено. Така се прошета. Сега не сум бил по сите мислам по тие ридови да речеме. Проблеми, да. Али Пробиштип, сите улици ги измери. Убаво. И се враќа спомени. Така. И уште од детството, како сме се играли. И повака се пред да речеме да ги спомнеме и тие причини зашо си ја напуштил Македонија и како е живот во Словенија. Ај да пробаме така да го врнеме филмо у детските, младешките години, спортските дружења. Како беше животот тога, како младите живееа? Сонуваше ли се за некоја иднина? Таа иднина требаше да биде тогај. Радо ли се сеќаваш на тие детски младешки години? Знаеш кој седам? Треба ти малку сега, малку време за да ти кажам прво, не знам дека да почнам. Ајде негде, како да речем, од детството, што се спомнам. Ние сме некоја една генерација од 50 и некоја година. Ако се сеќават Џорџ Балашевич викаш. Ние сме генерација 50 и некоја. Јас сум таа генерација после војна. Ние имавме друго детство него што е сега. Сега нема да зборувам како е, него може да кажам најкој како беше детството наше. Нашето детство беше многу весело, спростено,
Затоа што во тоа време немавме ние, како да кажем, нема се со што да се игра. Пример, наши играчки беа, да ги кажам, имаше оние конјачиња на лагери, направивме дупка и со тоа Джемли. После беа джемлите, прво беа Конјачиња. Од лагерите. од лагери. Тамо дупка, па идем до црта, па се враќавме. После имаше една игра исто на морца, постававме слики. Ако не знам, сигурно ти се сеќаваш, од југославанската репрезентација. Беа слики, Да. сите футболери и купувавме чоколадо и таму беа тие слики. И се собиравме и ни беше како да се играме. И напишавме морци, на секој чош имаше каменче, на сликата каменче и ние со конјачиња. Ги отурнеш камено, ќе падне и ќе се земе. Да, тоа беше некој се. Исто други играчки ни беше, игравме джилит. Джилите, може би малите генерации не знаат, ама тоа е едно тако едно стапче. Едно помало, од двете страни зашилено, и ќе го удриш, тоа ќе скочи, и ќе го мавнеш, ќе го удриш, ќе одлети. Имаше и бројки. Тоа бе 1, 3 и 5, после стави и 10. И колку чекори ќе направиш, толку тој победил кој има повеќе чекори. Имаше една фанта. А и фанта игра бе добро, тоа беше малку покасно во почнавме да има некој динар во джеб. Да речеме на почетокот немаше ни пари. Детско коцкање беше сар. На по 1-2 динари таму. Фанта па ги врнаме парите круна писмо. Тоа беше занимливо. Со сите нас. Тоа беше малку покасно. Оти на почетокот да речеме нашите кога бевме мали немаше пари. Имаше ли многу деца? Тога се имаше, да речеме нашата улица, бевме мали деца. Постари, имаше постари, ама постари, како да речем, може би постари 15, 16, 17 години. Затоа што Пробиштип е младо место. Фактички, ајде да кажам тоа дека јас кога се сеќавам, кога сум пораснал, постоја куќите кај бункерите, одоздолу беа инженерите, улицата Браке Миладинови и Линденска, други куќи немаше. И тоа се беа луѓе кадри на рудникот. И рудникот на некој начин беше подлага богатство, каде што рудата, олови цинк се експлоатираше, нормално се продаваше, се топеше, и тие луѓето на тој начин од рудникот заслужуваа плати за да може да живеат. Значи децата се дружеа сите. Децата тие сите што беа млади, вака, како татко ми, мајка ми што беше. Тогаш дошле тука и почнале да оние да се раѓаме, да се стварат тие млади фамилии, не? И така беше тоа, Тоа е тај детскиот. Тоа е детскиот, игра исто кудиджик се викаше. Да, значи земеше во се продава тогаш речеме буранија, ти се извадеше тоа буранијата за да ја свариш. Тогаш немаше свежи работи многу, ама имаше конзерви. И онеза ќе ставиме камења, ќе ја стиснеме и ќе ја фрлиш и еден ќе миже. Сега сите се криви. Он додека дојде по тоа кудиджикот се викаше, да го стави на местото и ние веќе сме скриени и тоа иде не тражи. А ние од другата страна некој се скрие, пак ме земе, пак ми ја фрли таму. Тоа е така една игра, да речеме, детство. Поисто гледа сега беше исто занимливо. Во тоа време немаше малку радио, некој има, некој не. За телевизор да не зборувам. Ние слушавме радио и музика или пренос за југославенската репрезентација. На бандерите, дека светлото имаше звучници. Ние, веќе млади деца, без постарите, ќе седнат на пример југославенската репрезентација игра, затоа што ќе се префрлам. Ние сме една генерација, како сега што велат некогаш, на Балкан живеа, била некоја земја која се викала Југославија, каде народите сите живееле заедно и биле браќа. Така. Тоа така било, ама после се случи тоа што се случи. Да, оставиме И за тоа нема да зборам, само сакам да речем. Да, се слуша пренос и музика у овој македонски народни ора. Не беше сегогаш пуштен, ама од време на време. И тама се собира. Сведок си на првиот телевизор која... Ама тоа е приказна за себе. Првиот телевизор, тоа никош нема да го говорам. Тоа е
прв телевизор беше Чискористо Дедористо. И тетка Радка купија телевизор. Дане секретарот е нивни син. Купија телевизор во нашето. Прв телевизор во нашето мало. Тогаш во пробиш да беа доедни, може 4-5 телевизори. Може би некои така вика, од инженерите имат повеќе пари као они купиле. Или некои други така, од тие кадрите. Ама не знам како дане, важно дошло до телевизор. Телевизори, ние сите деца, кај вратата беше секојаш отворена, дали е било од 9 сабајле, од 12 до 9-10 саат. Имаше програми, они ги повторуваат, ја репризи беа, ама ние гледаме. Беше занимливо, ти си ојдеш, ти рече добар ден и ти си седнеш. Тетка Радка си таму прави јадење, си готви, они се јадат, ништо, никој не мава да рече, зошто си дојде? Не. И беше занимливо, сите ние имавме неки своји презимења, мене ме вика свој Маневски Шатка, Почва, сите така беме препознавни ние, сите имаме си своје никој. Може като е популарно, никнейм. Никнем, не, па си имам такива домашни. Такви имења. И да се вратам, например, тоа е занимливо. Имаше една серија америчка, Градчето Бенквик, беше Бенквик. Тоа леко ќе почне таа серијата, излезеше на тераса и ќе рече Бенквик! И ние сите, трчање доле. И него почна да го викаме Бенквик. И сега. Он му остава тоа причина. Тоа е Бенквик. Тоа, мислам, тоа е многу занимливо. После полека почна сподувањето повеќе телевизори, повеќе пратки, така за. Веќе можеше да се пратат некои работи. И во светот што се случува, како се случува. Уделот на спортот, на модата. Све. Добро, ако ние, добро, сега ние имаме некоја тема, сакаме да се задржиме. Например, пробиш кога почна модата, што беше? Може. Тоа е добро, тоа исто е занимливо да речеме. Тоа беше малку покасно, кога малку почнавме да расне. Тоа некаде беше 63-та година. На жалост, кога беше земјотресот во Скопје. И рударско, кога геолошко, техничко. Сега сме баш... Тука снимаме ние, еве што не го кажа дека овај подкаст го снимаме пред геолошката школа. Така, нели, Во сенка, да направиме сенка, да почитуваме и којта желба да виде. Значи, ова беше тука... Порано, пред да дојдат да го префрлат во Рударско геолошко техничко училиште, тука тоа беше 63 година во Скопје. Тука беше индустријско школа. Тоа тие школи за бравари, електричари, тука учеа тие кадри кои беа потребни за рудник. За рудник. Не? Имаше голема потреба. И тоа време рудникот беше голем. Така. И тогаш во есента денес кога почна да доаѓаат од цела Македонија млади момчиња. И тамо. Значи од Скопје го префрлат школото тука. Средно. Рударско геолошко. Техничко училиште. Така. Сега тие ученици што биле таму, сите дојдат тука. Од прва, што се запишале тука прва, ама втора, трета и веќе од трета, четврта година дојдат тука. И од тогаш пробишти го смени, како да речем, и обичајот, ние имавме некој свој обичај. На свој начин се играме, на свој начин се забавуваме. Ама тие кога дојдеа, млади момци, фармери, шангајки патки. А во тоа време тука немаше? Тука повеќе беше задржано тоа локалното, како што имаме. Сега ќе кажам, мене не ме е срам. Јас носам некои панталони, имаше шнајдери, со шиење, со некои платни. Тоа што беше. Ама тие кои да панталони убави. Фармерки, нешто беше фармерки тоа време на перлон кошулка. Па тие беа трета, четврта година некои од Скопје, од Битола живеа. Во Делца, со машинички. Средени до терени. До терени викам, какви се овие дечи. Па тие, после секој, да речеме, секој викенд за сабота правеа игранки. Тука за тоа е, како се вика, дека јадат во кујна. А ова мезата тука беше интернат. И тоа тие столовите ти ги тргна на околу и се организират игранки. И на грамофон играм, млади момчиња игра. Шизик у тоа време, колку почиња се па Битласи тие. Тие има сите плочи. Они игра таму, танго, твист, ние ги само гледаме, не може да
за да достигнеме, ставиме некој камен и од прозорите ги гледаме. Нозите ги ни се здрват цело време и после ноги ме болат, али ја само да ги гледаме како. И фактички што правевме? Ние што бија послободни да видиме. Некои од тие девојчињата и машки, они игра тамо, ние се фатиме играме. Тоа тогаш некој да има да сниме, тоа е згодовина. Не се стварно занимливо. Многу. Тоа останува осеќавање, тоа е ипак интересно, Така. интересно. После, како ние раснавме, добре може да кажеме на згодба, исто за мене кога ги доби првите фарми. Ја знам некои од тие дечки тука, на мојата комшика деса, не знам по која врски и донесе кобој. Серијавите ме кобој. Јас сум во Словенија, кој ги викат кобојки, ми па ми излета зборот, имаше фарми. Добро, фармерки, сега да не е каубојки, што ги викам, што се доле. Не, тие беа Звонарки беа, така. Добре. Али тај период, 70-те модата беа, звонарките. 63, после 63 година, од 63 натака починат модата, звонарките. Ги донесе они. Тоа не, кој носи од нас звонарки? Какви звонарки? Гледај, тоа ми беше им се. Ти ти кажа, ја носам панталончиња убави све, одоздоле пиратски опинци. Ма не, јас сите. Па малку имаше деца што носат мене пред кондури. Имаше, речеме, еден кондураджија таму, кожухаров се беше, доктор Динчев, он е наш кум. Се правеше, ама за чеврите треба, за тие, да ги направи, требаше парички. Луѓето нема толку. Значи, тука рачно ги правя кондури. Како да купиш, нема, тука он тој ги направи таму, или сандали некои. После имаме сите, ако растеше градот, Така. платичките порасна, све. Така, фактички ние, може да ти кажам, се препоруваме од една тема на друга, ма нема везе, гледај. Како растеше, како ние растепме, како растеше рудникот, така како ние што растеме, растеше и место. Така. Така. После малку ги се направиле, малку покасно се упева, не. Сакам за тие моите кобојки, идам кај десно ми вика столе, ми купијаме кобојки, вика, широка ми, и су ми долги и ше. Ако сакаш да ти ги продам на тебе, праши го таа. Леле, јас се радост, тоа никогаш не можам да продавам. Ако нешто првпат во животот, најмногу сум се нарадувал на тоа. Да имам јас Првите фармерки. фармерки да имам. Леле ма, зијам и тие фармерки, што мајка ми трча, викам мамо и кажам. Да не повторувам, еве јас сакам да ги купам така. Они ги гледа. И оно гледа, вика, купија дебели и такви, какви се тие панталони. Викам, тој се фармер. Кога ќе дојде тато, молим ти се, ќе учам. Се ќе слушам, се ќе направам, само молим те. Да гледам. Татко, ајде да ги купам, вика. И што доаѓа татко ми од работа. Почна ротација, чекам да беше. Почна на работа, и мудруваш нема да заборавам да говори тук. И тоа љубовис што направи речеме за нас, за фамилија. И доаѓа, не знам како беше. Ништо, ја од тато и од мама да чеке, јас. Да поразговарав, ти мајки на чиќас и му бев. Нешто му каже дека имам желба да ги купам и се, ме погледа, ми фане, па тие се здрави, тие имам столи да ги носи 3-4 години. Така ме по главата ме пожели и веќе осеќав таа енергија дека се мој. Од практична страна, 3-4 години ги носи. Нема, така беше и да се штеде. Така. И добро, ме одобри ми. Облачам и идам надвор на децата. Тука малце, мене ми долги така свиткаѓа, али оздоле си носам пиратски опинци, нема патик. Добре, да ти кажем право. Така. Може би си имал патка, не, пиратски опинци беа. Ама се не може се да се сетам, ама така би не би. Тоа е период. Така. Ама ако излез надвор, боре. А тие, моите другари, Гоци, Самандо, Благојче, Бенкви, тие девојчините, Љубинка, Ботка, тие моите, фактички много другари. Значи, вика, и видам палам се, не види какви јајан кобојки, портал се лево, 10 ми лева ги пипат. По кој ти ги купи, од каде ги купи, од кој си гарбил, се фалам. Да ви кажем прво, не се сеќавам колку месеци, не сум ги собречил. Мама ми викаше, столи собречи ги да ги сперам. Викам, чисти се. Добри за. Ништо, мајка ми ще ги направи. Јас ќе да спием, она ќе земе, ги спере, ќе ги обеси и се балите да се суре. Некога се случуваше и да се мокри, но облачат други. Ма, ништо, јас ги не се парни. Да ти кажам, сигурно ги носам со години, 2-3 години. Така, тоа беше. Сега гледано и сега тај квалитет
Dobro, možda i to порано било. Не, и тие беа квалитетни се. Слушай, квалитетот беше. Тие фармерките беа од Италија донесени, а инаку фактички робот и се беше донесено од Америка. Така. Во Трст и од тука пак некој начин ги пропагираме. Ја искрено не го многу на тај период, кога се идеше Италија по карера. Така беше. Прво беше Супер Рифле, А супер Првите. рифле, да. па Карера, па Леви Штраус. И Така. се други. Пример, ја тај период кога го фати, Помош. Солуни да еме, А, 500 да. кет Левис, 500 кет Ето. легендарно што ги зима, али Најубавите. сам слушал, значи, ја поново беше, али вашата Да. генерација иде Италија, да, Ма јас сум бил, па знаеш колку пати сум јас бил. така. Тоа е зговора, добро, еве сега, ајде тоа веќе кога сме тука ќе фармеките што да ја спомнавме тој пат. Почнавме да играме фудбал. Добро, може Да, сега речеме Ајде, детски, младешки, сега и спорт. Ајде, добро, спортот, почнеме малку спорт, па тај спорт фактички некако не дигна нас, тие помладите, оти почнавме да играме, да тренираме во Руда. Руда беше професионален клуб, може да замислите во тоа време. Има. Која година беше тоа? Послушат, од 70-те години натаму, веќе Руда е професионален клуб. Фудбалерите тренираат, добиваат хранарина и добиваат премија. Да. Кога ти игра долго време од друга лига, кога веќе прва лига, републичка лига, тоа беше професионално, доваѓа играчи од страна, доваѓа тренери, Рок Садличко што беше тренер од Србија. Само Да. за илустрација, ајде на кратко ќе кажам. Јас во тоа време, кога почнав да играм, доносе дома скоро 2 плати кod татка. И татко ме вика, и ги носам парите од дома и татко ме вика, од кај се тие пари? Опет вика, фудбал, премии, какви премии и толку пари, кој ти дава? И после го прашував куцата, беше благајник, колку и давате тие пари на тие деца таму играат, не. Вика, столе донесе ли дома, вика, играш фудбал, играше утакмица, пуштат го, одигра и се зима. Што мотивација голема за вас како млади дечки? Па тие со тие пари возат од Скопје до Снежана и после и автобус имаше кидеме во Трст, ја на 2-3 тоби ќе земиш. Па кои ти мај се тие работи, ти дојдеш, тука си прави. И веќе креираш мода? Кој креираш. Па јас носам увек за себе земам може би 10 различни мајци и само за себе. И попробиш се прават, не правиш, што е. Така бе. А пробиште, гледај сега што е многу занимливо за ајде за спорт. На кратко ќе ви кажам, во пробиште ние кога бе мали деца немаше фудбал. Фудбал. Така. Ќе убија нека свиња и тоа ми уроти се ме доваше и ние рита. Рите тоа. Правевме топка од книга. Брашното ќе се купате, брашното бил тие вреки од сврт. Така. И замотавме, и ги прзевме некој сум. Тутире, ако паднеше до, и се распаднеше. Топката нема. Нема готово. Прв фудбал, гледај сега, не учевме во старото школа, е моето прво одделение, јас учев во старото школа во Пробиште. Така. Во Пробиште. Така и се едно време беше конфекција. Потоа да таму одете пешки, прво и второ одделение учев там, тука во тоа место немаше школа уште. Беше Така. Рударско. Браки Миладиновци уште не беа Не беше. направени. Тога беше се градеше. Правеше. И таму прво одделение. Идевме. И умеѓу време кога се враќавме назад, доле беше рударското игралиште, старото, кое е сега. Сега е Така. ново, а тога беше прво старо, па после се направи ново под базентот, после пак се вратиме. Во сегаш, на исто Така. место. Тамо Рудар, и тоа време, пошто игра, тоа бе па играчи стари. Ние, и тоа бе идоли за нас. Тоа Лјупчо Шимпо, го игралиш. Демеки беше голман. Томе мојот комшија голман, дали ќе бил голман. Да. Па, ајде, Пизе, Драганчо, Коле, Джемо, Трајко Трапо, се го знае Трајко. Па, Славејко играше назад. Сега Гаринчо после дојде помала генерација. Ти игра фудбал, гледај сега, они шутират на голот и ќе промашат и они ќе преку голот, а ние од назад Е трква тие топката. по топка и во тоа е шутирање. И тогаш што осетив тај дух на таа топка дека е занимлива. Кој ќе удриш, некој звук. И не влече се сите. Само чекавме годиме во школа да заврше и таму по цел саат не. И кога ќе дојдеме дома, татко сите мајка ќе дојде. Кај беше во себе? И него знае као лаже нешто, она, ама кога ќе кажеме вистина. Па добро, шутирате, ама да ве знаеме, да не мислат, знаеш како е.
Нема телефони сега, Како мобилни, таму сум во пауза. Телефони се така беше. И тоа беше првата додир со права фудбалското. После тоа на нашата улица Делчо па тренираше за Рудоро и некако му дали една став фудбал. Го донесе на Браќа Младинови, таму дека живее. Порано беше улица Браќа Партизанска, сега Браќа Младинови, и таа свртила доле Неденска. И ние таму што бевме Гоце, Ацел, Митруш, таму, наше мало, така се вика. Така. Ние сме тоа мало, вие сте од Неденска Да. мало, горе па Монче, А игра мало со мал. игравме тие. Глед, таму некој веќе се почнавме да се научиме како се игра фудбал. Играта не ја познаваме. На голчиња, како ги види? Два камења ќе Така, ставиме ни на таму. голчиња. Ама гледа уште од мал ти не се знал играш, што ти играш само. Ама после ти последен че тука е гол. И Така. да се ќе дете не се што ти играш само. Чекај се реагира, па да штопнеш, па да подадеш, па да шутнеш, па со глава и се тоа пореките. И Делчо донесе една толку занимливо, донесе тој фудбал, играме и он вика, сакаш да играш, сакаш, дај ми бомбон. Бомбонче, он вели па ќе некој друг, ба нема. Иди, готово. Уем. Уе, браво, вика, види некој од бабчето скине јагода или крушка ќе му даде. И он е на врекичка си не понувам нешто. Те уште. Така. А не оди дома, ако мајка ми купила некој крушка или јабука нешто од пазара, ќе ти патичко јас кој јадам, не дам на него. У екипа си. А после до тоа некој време траеше, оти му замерија тие поголеми таца, вика што се ти. Ајде. И што се случуваше? Не, он сака да од нас, не па немаме не играме, и он скога ќе игра. Ајде, Така, ај после. и така, беше тоа да се Така. и после како ти кажувам како што растеше градот. Веќе известно, луѓето се имаат добри пари, почнува да доаѓаат роба. Доделеше ме. Некои што право шангајки проделеше. Некои сандалки, некои кондорки, убави мајчки. Така за тоа време. Сега, ја и ти се знаеме многу време. Ама. А ние за фудбал Посебно од времето, кој играме баскет тука пред старото школа, викаме. Капа доле, баскетџија, ја бе ведно од многу добар. Ама и баскетот кој се играше беше многу интересно, Занимлjivo. популарно ова. Можеш ли да се сетиш? Па како не за тоа, ја за тоа Кој беа тука најприсутни? Сега поминаме како да снимаме нели кај старото школа, многу сонце, па тука дојдеме. Беше интересно. Ама как не за баскет? Ама нема никој. Zanimljivo, dobro, da сега от тие топа со бајле. Мада Добро, тоа ама време порано се идеше. порано се случуваше и порано тие што. Порано и после покасно беше до се играше да. Знаеш какви спомени? Ако почнам да ги кажувам тие Добро, јас на кратко да ти кажам, кој беа баскетџии, такви, што викаме, опасни баскетџии. слушај, у пробиште, како у пробиште се биле баскетџи, ја сум поминал цела Македонија, да се покрива бих цела Југославија, затоа што работам седам и се служат се по многу места. Сите си играле баскет. У пробиште кој што игра баскет нема. Не да се фалам, у Чача сум играл, у Белград Се чекаше за... Ти игра некоја игра баскет играт, не играт не тука. Тоа е толку било занимливо. Еве на пример гледајте само ајде да почнем некако. Некоја случка анегдота. Ово е, има такви многу. Баскет гледај, сега пред да почне за баскет, може ли да ви кажеме на што е позанимливо, што е многу важно и врзано за кошарка, за баскет. Да. Не знам дали знаеш или не знаеш, еве сега ме спомена. Како беше таткото име? Алекс, Алекс. А знаеш ли дека ти татко ти Алексо? знам го и тај податок, дека имаш првиот донел топката. Топката и како се викаш овој? Забрави го. За името, професор Стојан беше, и пред тука дека живее малку понатаму под интернатот на ставија кош, два коша и донесе кошаркашка топка на голема. Нова, баш нова, нема нова. И ние гледаме деца, има може би случајно сум тука поминувал. И гледам што е работа. И професор Стојан вика тоа е топка за кошар, тоа што е кошар. Така. Имаше коша оддавна. И тогаш не имало кош. Како, кај ќе видиш, нема телевизија. И кошка, сега сите знаеме, они го стија и шутија. Значи беше да земеш топката, да ја шутнеш и таа да влезе во тој воборче и тоа се признава по име.
И ајде тука ти стија, шутираме, има нас идеја, ајде. И взем прво за тока, јас не бе прво така некој со две раце. И те се роти и сад годинки. Правилно е, ќе земеш топката, ти покажи да е шутно. Ние прво, деца, прво там, тоа бе првите. Не чувам, први. Сега да се вратим малку на тема начин на баскет. Кој игра? Баскет игра сите спортисти. Да се мене. Пример, јас играв фудбал. Играв брако. Ја прво, кога ќе почна да зборам, не знам, човек стварно кај што како. Али ајде сега сме на баскет. Баскет игра сите спортисти, добри спортисти. Манес. Дали сме играше фудбал, играше кошер. Белката беше терен. Белјако. Он е био одбојкари. Он игра баскет. Така. Јас, например, сум играл фудбал, да играм баскет. Зошто? Ќе се завршише тренинг, нема кој што ќе прави на баскет. Тука такви баскети се играат, тоа што викам, боли глава. И за да биде занимливо, Панче, умор. Болен, добар играч, добар човек и све. И во животот успеа. Тој викаше, слушај, не е занимливо, вика, што играме нешто. Мора да играме на нешто. Шо? Еден динар. Еден динар или 2 динара у тоа време. И играме ние баскет до 21 за 2 динара. Тога знаеш колку тие 2 или 3 динара што беше? По тоа си играме, и ако победиш 3-4, ти дојде за едно сокче и ти се потки. Само да биде занимливо за нешто, не да се коцка. Така. И да речеме, мора да ги спомне, да речеме, Димчев, легенда. Джефча, Райко Вампиров, Бранко Дурмов, да биле пошеднjavi. И други, како ли, ние некој навик. Имаше многу, трибините беа пуни. Интересно беше. Беше занимливо, знаеш како е? Ние дојдовме да играме и ќе почнеш да играш, и ако имаш добра тројка, може би ќе одиграш 4, 5, 6, негош може и 7 баски да победиш. Ама ако немаш играш прва и спадаш. После не можеш наредно да треба да чекаш цел саат. И затоа баските беа жустри, жустри, борења, ама поштено. Него сме се карале. Топката излезе, лична, не е лична. Тоа е нормално. Само никогаш не сме си така замериле. Тоа беше занимливо. И некој, ние тие као некои професионалци бевме за баскет, а тие помладите деца тука да гледа или ќе игра на другиот каз. Па немаше шанс. Така, не, кога почнеа, останите кога дојдат, не може, веќе завршува за нас. Трибините се полнени, гледа, играме и одма лага друга тројка. Така беше. Сега, ајде добро, сега да се вратиме на тие дечките кои што играат сега, да речеме. Они играат до 16. Не до 20, што рекол, што бидеш до 16. Па кафе. И играат и после ќе седнат телефоните 10 минути, ајде сега шо. Многу малци има сега. Ја еднаш кога отидов, сеќавам славанската година, отидов до 6 до 7 и пол сата, чекав да дојде после некој време па што бам, некој иде. Дојде 20, се вика по телефон, само 5 минути. Така, многу. И дојде и рече, абе Чичко, така бе, јас сум дедо, не сум Чичко. Они се смеа, добар си. Сакаш да игра се на шкоф. Ама викам, болат ме колената, не може. Абе само седе, вика, тука да биде 6. И почне да игра. Ја дојде ми топка да ја шутнам, он вика, бе шутни. Гле, јас не знам се, плавам се бил добро баскетчи, ја имав добра рока, сега имам добра рока. Ајде, лично се ја шутнам, дан кош, браво ни на мене. После, и доја така топка, и ти направам добра акција, што и после ми кажа, си играл кошарката, играл зите, и ја после ја кажу, само да ти кажам, кажу, сгодбата, како сме ние играли. Ние го пустиме баскетот, 1 сат, они ме гледат во очи, право е, ма вистина, ладно да така ти они не веруват. Не ја верувам. Јас сум жив сведок како ги беа баскетите, играше и ја играше. Гледај, ти играше со нас и ти беше добар кошаркар, ти си бил со материте. Доста активен си на социјалните мрежи, дека може да те следат исто да си шутираш на коша и ова, ставаш стари слики од спортски екипи, ова. Кажа, у повеќе спорти учествува. Навеќе фудбал беше така. Навеќе у фудбал. Во фудбал, бре. Мада, знаеш како е сега, како да речем, технологијата, се што се случува свет, овозможува, Така. на некој начин, па, зошто да не кажеш или да покажеш некоја слика што е било во иднина, во минатото. Оти ние живееме сега од минатото, по спомини.
Така, Сега новите години, мене ми е мило кога се спомням, още от детството, така. какво съм раснал. Какво тия слики си имаше слики. Да речем, не, за ракомет, я първо почнах да игра ракомет. Тогаш нямаше парад, нямам ни една слика ракомет. Штета. Щета, не. И на некои деца, че каже, не игра ракомет, ай ще игра ракомет. Тогаш ще се докажува. Лес, жив следок, вчера го сретнах. Него мислам бака лично, zato što je podelio strašno kaleđijata. Se drži dobar, postao od mene. On beše golman. Bog da go prosti, Ljubomir, ste beše golman. Canko, nažalost. A Bizi beše trener i igrač. Zlatan, tuka, za školatu Zlatan. Stojčo Levako to cijelo. Rade Belio to cijelo. Тия бяха ракометари. Ракометари. Първите, почетното. Това, не, и пред това е си играла раком. Така. Индийски игри, они игра пак. И е прекинато и после Бизи пак на ново. Го формира клубът и почнах да играм. Я бе завърших 8 отделение и почнах да играм раком. Но първо играх на индийски игри. Това е истина сгодба за занимание, кога бе индийските игри, студентските игри. Цел първи ще играше со Кратово, Пробищи, Свети Николе, Криво Палан. Сите спортове си играт. Футбол, кошарка, ракомет, одбойка, пимпо, рипање, фрлање кугла, таца ще фрлаше кугла. Сите градови се такмиче. Тука Стрелање и стрела. Што да има, мислам, стрелачкото беше тука. Во кое време беше Не, стрелачкото? беше пора. Стрелачко, това е направено по-късно. По-късно беше. Това е Покасно. по-късно. Линейските игри, те бяха някъде пред 70-те години, студентски игри. Беше от Тацо. Пробиште, имаше и стрелачко. Имаше тук по игралище. Ама това по-късно се направи. Значи метите иде И се враќа на модерна организация беше това за пробив. Пробишти, гледай сега, пак ќе се вратиме до пробишти, бе. Ајде, за тоа што те викам, ние ако се што кажуваме на нас не треба, Не, добро, али на кратко, да, така. пробишти како што растеше, расветне ние и растеше спортот. Све стана некако дофатливо, разбираш ли? Така да тие сонови што беа, така скоро и се реализира. Добро, Имаше напредок и технолошки, и овој можеше и да се види репрезентацијата на Југославија од тоа време. Мислам, репрезентацијата и у повеќе спортови беше многу добра. Ама тоа беше по-късно некаде. Знаеш што, сега ќе ти кажам, некаде после 70-те години градот се раз. Рудников веќе се изгради и нови згради. Се изгради фабриката за комунал. Тоа цветеше. Така. Тие големи беа спонзори кај фабриката. Беше спонзор за Така, да, и за одбојка. спонзорира. Сите спортови ги спонзорира, се Сите сеќавам. спорт ги дава. Не? Чекай малку водишка да Ако. такви си тие времења. Сега за работата нешто да младене. Се сетеш прво вработување тука, дека поработи, колку поработи. Па знаеш како, добро, прво некој запослување беше и последно беше во фабриката за акумулатори. Така, значи работни ове там. Така, малку рудник од некој што беше одветен фудбалери, тамо некој малку работи, тоа не е бил за работа. Тоа повеќе на платен список, Така. како беа, вика, Така беа, вика, овие играат фудбал, они се на платен список, не работат. така беше. Сите што беа страна, седеа по станови, по хотели и добија платена како да работи. Така. Па специјално се вига, фабриката веќе фудбал се стана како професионален. Мене прва работа ми беше во фабрика за акумулатори и прва и последна и после тоа Колку години поработи? 19 години. Повеќе трудување. Фабрика да работи на, а не по месец, нешто почети дума. Работи малку во производство, потоа во магазин. И нажалост за некои работи не се случува таму што се случува, нема зборуваме за тоа, имам среќа да бидам работи во комерцијала, ствари сервисни служби. Ги решававме рекламациите по цела Југославија. Фабриката на еден час за света. Фабриката имаше милиони акумулатори производство. Знаеш што значи милиони акумулатори? 500.000 акумулатори беа. Тоа време. 500.000 акумулатори беа за прва уградени во Русија за КАМАЗ. Другото беше производство тука, па се ноше се во Грција, Италија, што за изvoz. Ние
Пред мен најголема фабрика производител на внатре Југославија. Сите врсти. Една авион. Ти беше у сервисна служба, имаше служби низ цела Југославија. Југославија ја помена и подолж и пошле. Нема место кај не знаде. Така. 350 сервиси. Сервис имаше. А по сите републики во тоа време беа имавме продажни центари, така беше справа. Хрватска, авто Хрватска, авто, речемо во Србија, тог авто Копар во Лјубљана, во Сараево, во секое место имаше сервис. И ние со моите колеги, значи беше шеф, Мите, така, Борче Мажнат беше шофер, Мирче, Опишица, Павле, Зоки, тие беше шофери. Идевме ние, одвисно од потребата и проблематиката, дали ќе одевме со састава, дали ќе одевме со некојаш идевме, беше нешто хитно и со авион. Идевме на сајм секоја година во Загреб, имате свој штанд, $50 за продажба и тие проблематика околу. Тие беа едни од најубавите години кога пробести едноставно се расе. Добив стан, не сам јас. Фабрика за поматува. Фабричките станали. Станови, тоа бе 4, не знам колку станови има, сите бевме млади, сите пооженети, тука почна да се, ајде нормално да се раѓаат млади деца. Сите. И таму стана жуборот еднаш од детско играње, детско веселење. Кога се подсетиш, гледаш децата надвор се игра со некои тракторчи, и во или фудбали се. Тоа веќе беше друго детство. Веќе може и едно поубавите времења за пробишти беше. Пробешти во тоа време не да се расцвета. Како ви кажам, најголема расцвет таму беше некаде од 80-ти години па најде. Така, имаше и онаа близина меѓу народот, значи сега можда технолошки е отидено, ама близина меѓу народот нема. Тоа време беа блиски, сите се знаеа. Сите се дружат, сите идат на одмор. Што, например, сега знам дека не е така, сега што се дечува, мајки се вратим назад. Во тоа време фабриката закрија, не само рудник. Посебно рудникот даваше се на секој 3 месеца више, по една или две плати. Така, Рудникот не само што го градеше породиште, рудникот го градеше, ја градеше цела Македонија, даваше пари, покри, по улици се правеа. така, посебно за рударите имаше ги праќаше на одморна бања, кој дека имаше потреба, имаа своје одмаралиште во Охрид. Во Охрид, Знам дека беше тоа е така. Ти кога ќе одеш на одмор, например, во цела Југославија, од море, одеш горе, може да идеш кај сакаш. Но тие полуксен се хотели ти плаќа половина. Ти платиш пола, они ти платат. Така. Може ли да Ја мислам дека тоа време Тоа, дека ќе се тоа, врате. Сега пред да дојдеме до едно малце полошо време за работа која збореме, имаше ти еден друг бизнис, кафич што отвара. Сеќаш се кое време беше? Time out. Како се сеќавам? Па бил сум ја. Апа добро ти, браво ти со Перо, со овој докторот Борче. Некој сте таа или блиска генерација? Во блиско сме. Во ти бете чести гости кај мене, за тоа си ја Па добро тие. Може да се колку кафичи имаше? Мислам дека на прсти можеме да ги изброиме тука не. Па има. Многу малку, да. Страшно, Одисеј беше на Страшо, страшно. Модус горе имаше, мислам меѓу А првите. после, покасно малку покасно, Филип, мој колега од Трубе. Во куќата има голема. Горе беше, да. Доле се живееш и спрата. Ама тоа беше покасно. Прв кафич беше на Басто, Баска се викаше, на тука Старо Пазаристе. Тај прв кафич беше. Да. Ама ние беме... Се покасно се делаш, Да. А ние помагаме и таму. Абе, долго после да седнеш сепарињата. знаеш што е кафе? Чангсто тие висечи дозерки има. Модерно беше. Што се случи? Се збореме за кафич. Кафани имаше, дека може да се, ова беше кафич. И твојо беше time out. Тоа под црквата беше, така. Црквата добре. Слушај тоа, не знаеш што, ја у тоа време, во ти кажам. Градот веќе бараше нешто, може не само еден, може повеќе кафици. Така, Тие кафичи ќе се напунат, немаше кај да се. така. Нека ми падна некој идеја, што не направам јас некој кафич. Каде, што праша таму? Женска што е дала, куќата ќе ти дава. Више доктор ми даде огледала некој. Столе, скоро за џабе да даде таму. Земи ги само, ја ги се издаде.
И когато влезеш в кафичо, се гледаш, сугатари имаш така, интересно. Дешавки имаше, Моля? Дешавки имаше по. Добре се случва, само гледай, не е имало лоши работи да се тепа. Ево го Не, ама, народ беше желен за забава и това се беше пълно. пълно беше. Всеко беше пълно. Ево го викам, дечки, айде да се бегаме, някой ще ги знае, някой малце, така, ще спорите държавни, и го само ключа, вика, немай да се деде, да викате, тук спира, тук събави, тук мали се ключера от честеле. Тия беше бега по-близки така. Виж кое време и ключ да остави. Сега подарението, това Така, е дружбата на наша всеки. И утре ќе дойдат, те ще втори не изпиме толкова пива, пари ги ставим право. Викам, добре, само да не се взимали от кесетите. И се смея. Не, никогаш не съм ги преверувал, Така. така ще ги веруваме. И сега викам да чувстваме едно така малце по-лошо време. Транзиции, затваряния на фабрики, безработица, тежко време, много предизвици, човек дойде до един То пилотен кръстопад. Предпоставувам дека може и тога е и дошла таа идея за напуштање на Македонија. Да ти кажам право, аз никогаш, сигурен съм, или некој друго пробещите сега е спонувал да оди напред. Така. Зошто? Има стан. Има све што се построиш. Пробишти, ма нема да нема. Имаше добри плати. Ние бевме како да речем, со платите, први во Македонија, не третите, први. Имавме стандард словенски, се живеет. Зошто ти има све. Така. Имаш одмор, имаш кола, кола, па во пробишти почна да се купуваат секоја куќа имаш две, некој има по 3 коли. Тоа време, тоа веќе Така. на некој беше луксуз да речеме се. Имаш и автобус, видиш до фабрика акумулатори да речеме. Имаше. А луѓето има коли, например из Рудник, они не идеа со автобус кој се вози со коли, ти пробишти живееше луксузно за јадење, за пење, дружиш. Тој земната плата, сите ги се по кафаните, така беше, се дружи, така име песми. Се не беше друго. Кој е сунувал за друго? Така, ама еве дојде и тоа време. Ама дојди тоа време. Тоа е тоа и тука имам грудка. Го мораш некаде да отидеш и да размислиш. Така. Дојди тоа што ми е, сега ти кажам, може би јас имам среќа некоја. А добро, Кого ти- Словенија, зашто? Како дојде? Имаше ли човек некој? Сега има тоа, Аха, враќа ми се во филмот за да почнем некако континуирано да го кажам тоа. Точно тој момент што сакаш ти. Мада на мене не ми лежи, као си према кога имам грудката. Емотивно сум врзан за... Тоа е на кратко да го поминеме. Ќе го таму, поминем, да ќе не- го поминем. Не се осеќам Така. така здрав некако храбар да мора да го кажам тоа, затоа што ми лежи можеби ќе ми биде полак. Ти кажа ги повене. Во тоа време кога живеевме, ние живеевме во една Југославија, да сите млади идат на војска. Така и јас сум на војска, имам среќа да бидеш близко во таму се запознавам со еден другар од цела Југославија. Еден другар, незвиздушен од Липца, Словенија. Се запознаваме, се дружевме целиот војни рок и кога завршим тој војни рок, си дадов ми рака и си рекол, ако некогаш во животот ти е тешко, или би било тешко, ќе си помагаме, си дадов на рака, се загрливме и се и малку и наплакавме и се Така. раздели. Кој не е бил у ЈНА, не знае што е војнички другар. Тоа за човек тоа братство единство, тоа што кажа, тоа е неповратливо. Тоа е неповратливо. Гле, Стојам за тоа што видам. јас сум весел дека имам држава која се вика, Така. на жалост, тоа што се вика, него не спомнувам име. Оке. Македонија, не. Само ние живеевме исто во една држава кој сите кој по републики и тоа како се дружило тоа. И сега ако ние живееме во нашата таа Македонија, нема таа енергија. Тоа се изгубил, што на жалост е. За жал е така, па исто тоа е и пробишти гледано и као еве као И град. добро да се вратам сега на мој другар. Иначе така. Јас сервисна служба, дори шале, можда и некоја привилегија беше да работам комерцијално сервис служба. И одев скоро месец и пол во Словенија, по цела јас. И јас го посетував. Мгм. Се дружиме таму. Имавте Еде, контакти Контакти имате нон-стоп.
до 90-те години, Така. малце еден период после, ќе го кажем тоа. Кога почна војна, не? И се дружи. И тоа пријателство уште повеќе го гаја. Поблиски. Тој доаѓаше тук. Чека дојде тук. Еден период таму, пред 90-те години. Убавото време. Што убавото време. И добро. Сега се случува тоа што се случува војна. Распад не значи. Нов живот. Што ти правим се? Лето, секој јас, па сум совесен домакин, родител со својата сопруга и син ќерка Маја. И од 90-та година, како што иде се 91-та. Некој од иначе има заштедено, почна платите помог. И не одиш секојаш милодно. Осеќаш дека нешто се случува, уште потешко ќе се случи. Фабриката уште работи, рудникот уште работи. И некато до 95-та година беше извршено. Еднашка Маја, 8 деление, треба да средна школа, нема пари да купам филм. Немаш пари да купиш на Тоа време беше. книги нема, знаеш што значи? А чекај, треба да струја да па. Становите била наши. Некој сам таму. Кај што ќе правам сега? Пожелам на жена да го слушам. И Васка, знаеш како беше? И не истера од работа. Двајца работа еден надвор. Одеме на работа, ќе ни дадат некој дината. Ништо. По цели ноќ немам спиен. Ти право. Тога се јави тој момент. Мора нешто да стои. Мислам, кидам вам, кидам таму, кидам. Си правиме бубај со вас, кај ќе одмаш од тоа. Тој ми некој. Една ноќ, така, не спиејќи ми падна глава. Дуле, мезгец, рана. Као? У моментот се разбира. Као да ме огрее некој сонце. Тоа не може да кажа. Чисти сон, отводом. Мезгец. По него, ништо. Чекаш да се раздене. Незгодно, имав тоа телефон. Имам стационарни. Не, сабајали уште рано. Телефонот, звонам. Имаше врска. Ало? Доле, кај сега македонски доле одиш. Италијански, шпански се. Има македонски прејавам. Кај сега? Абе, доле викам така кај нас тешка работа. И на кратко му кажам ситуација. Подојде кај мене вика. Тоа сака да те. Абе, дојде јас имам капана, гостилница. Одите на пријател. Ти дојде со детството со жената, ти ми помагаш и полека спиеш кај мене. Знаеш што значи дојдеш некаде, да има дека да спиеш, да јадеш, сега ќе работиш, а полека после ќе се Така, снаоѓаш. така. Најбитно е А Маја да веќе ти игра помогне спортист, некој на почеток. тоа беше баш тоа време беше прогласена како најперспективна млада кошарка. И тоа исто нејна влезло во тоа ја сака да игра кошарка. Ајде, кај. И слушај, еве, тој другар му вика, сакаше да идеме, викам преспите. Ништо, веде 2 дена, Васки маси прават многу, сакаш. Ти детето ја не смем да го силам. А јас да одам сам и да и праќам пари, не. Или ќе идеме сите заедно, или ќе останеме заедно. Не сакам да се делам, не сакам да се делам. И Маја вика, тато, не може да го забравам, тато ќе оди. Дете од 15 години, која храбра си има? Каже, тато ќе одим. И Васка ме малце погледна така многу си. Ама ќе одим. И одлучи. И после никога. 2 торбички. Најосновните жал. Секој почеток е тежок, али си имал Има човек кај- таму да ти Ајде, помогне. отидов. Кај него ли прво ти прво? И кај него јас работев, но сигурно 6-7 месеци. Ама таму знаеш како беше, сега ако работев, ние немаш виза. Само се абе на кратко. Например, кога отидовме ние, отидов со една кола, гледај сега да кажам, тие беа 20 албанци со кола. Гледај, јас имав некои пријатели, сервиса служил ги познавам. И тие одеја таму и рекол столе ќе те однесем, и однесем. До Словенија. До Словенија, тоа однесем таму. До Лјубљана, тој месец душен дојде таму во Лјубљана, од Сежан, со кола, земја и гледај таму. Така да, каде си, што си, со кого сме, ние треба да живееме. Сега што се случува и како се чува, неќе да не влегувам тоа. Темата не е таква, разбираш, Така. ние да решиме. Само ете и тие луѓе ни помагат, ние сме си помагали како сме живееле со живот, така да тоа е било. И после животот почна таму, работа во гостилната. Можеби исто тоа е многу, имав среќа што кога отидов
кај да спијам, кај да јадам, моите да не бидат два. Прво ти иде ние Васка, маја, после дојде Васка. После 1 месец. И после целата кога дојде Васка, сите бевме заедно. Тоа беше некако далеко си од дома, ама си заедно. Семејството. Семејството е тука и така ми беше многу. Така сите заедно. Маја, после 1 година ме мораше да оде да го научи јазикот, идеше до средна школа, тој класна што учеше, и го научи јазикот. Игра се кошарка, се заврши средна школа и така, јас работам. И мени се е многу занимливо за тоа, например, како почнав да работам таму. Ја прво гостилницата, ма за да си ти таму мора да имаш престап, мора да имаш виза. Ја да имам виза. Ја работам за да ме фактично виж виза, ти мора да живееш сам. Ја кај него живеам, ама ти мора да живееш кај него. Ти мора да идеш сам, Адреса да имаш. адрес. Добри стан. Отидем на станом, пет стан, ајде да нема ништо. Стан, поради ништо не. То отидахме таму и мисле ти има таму, може би некоја черги или било нешто, некој јоргасо, како ништо. Тоа што носепе на нас, мисля си легнав, се побриме и леле, мајко, што лечки се. Али добро, не беше страх. Некој ден си заслужен би тако, без ги си даваш некој ден. Гледаш? Ама после јас почнав со работа, во еден спортски клуб, към после игралиштето. Па на некој начин тај спортот ми е многу овозможни за тоа што ме препознава мене као дека сум бил спортист. Но тој клуб е исто, гледај се една згодба што многу важна, од фактички тоа беше една открсна даска. Доаѓа Марибор да игра утакмица и среќа нема суди. Кога ти суди, тоа ако се сеќа. Да. Кој ништо овие тие дамо што се од клубот глава горе доле, абе нема суди, кој ќе суди, а Марибор доаѓа. Марибор треба да иде у Лига на шампиони, пријателска утакмица, срамота за сежана нема суди. И јас се викам, дечки, вепак за тоа. Сега сум студија. Како чуте, како македонски. За не ми знаеше ни име. Толку една Денвела работа. Исто после некој време доаѓа, оти нема суди. Ти, како се викаш ми? Столе. Кај си бе судел? Судија за робен. Јас виката со нас, секогаш врđа. Јаде смирто бавила. Чекай, немој да ме срамиш тука, ти не се секира. Излекувам, земам опет на тренер, ајде на крак. Чинам такмицата, подсудуваме многу. Сите задоволни. Има проблем, ништо. Умеѓу време, завршува се утакмица, доаѓаат тие суди. А некои аматери. За моја среќа е осудуваат катастрофално. Тие тренери, сите се лутат, приговарат. Завршува се утакмицата, тој председател треба да дојде мамо, кој си бете? Ајде, таму века и себе ти на пијачка. Рако ме кажувам мојата згодбовина, што е историја, кој сум јас дека сум играл со толкова шрта судовична. Што не кажеш? И од тогаш имав некој препознало. Одма ми дава деца да тренират, да служиш. Одма веќе улеваш у спортскиот живот и таму. На луѓето. Препознавам. Се игра некој пријателство така со судом, јас ми дадат некој. Почна и се игра некој кошарка таму. Основната школа, тие професор би ги спознал. Коле дојде бе ќе сакаш да судат, игра, ја и судам. Некој најнарче падне ваму. Но активира од сабале до вечер. Да, тоа беше. Тоа е добро, немаш простор за размислување за тоа тешкото. Леце го холе, што каже многу важно. Јас сум 26 години. Мене времето ме преминало се. Ја не си имал време да размислувам за пробишти, за музика. Еве да ти кажам почеток. На почетокот некогаш не знам, на некоја станица ќе најдев македонска музика, ја пуштам, ја плачам. Почнав да ја слушам музика. Одма ми се враќаат тие спомени, пробишти, фудбал, кошарка, дружење и све. Тоа ме убиваше. И сватив дека не ја сакам Македонија, не ја сакам. Не можам. Ма нема шанси. Тешко ти паѓа. Како? И дали така вика, на жената вика, нема слушање песни македонски, нема, она се смеја. Тоа. И еве сега да ти кажам прва, 5 години, 4 години старосна пензија, имам Сега си пензионер. пензионер сум, старосна пензија на 63 години. Сега, значи 7 години со повеќе. Ама работам уште во Италија, сега работам, исто не ста на едно. Рете, красиво, носам ливно дрес, малку. Сега не е за реклама, ама се не е битно.
Мислам, спортист за тоа се облачен спортист. И што ми беше збор, аз за Урепен, таму где работам. Исто се, да игралиште почна, ни направо јадење, јадење и пиење. Али моментот беше занимлив од таа гостилна што јас се научив постанав некој кувар аматер. Така. А инаку, гледай сега да не кажам, во Словенија имам работилно, нема да немаш. Никој не сум бил без работа, без динар. Добро, Може да стрес. пензија взимаш, која последна работа беше? Да, пензија земам од Македонија 150 евра, од Словенија 350. Не за висината, работата, нешто, кој што викам, нели, имате на социјалните мрежи, па готвеш со големи казани, скари. Добро, гледай сега на некој начин тоа сакам да кажам јас да се. Ја викам, да не ти е била работа некоја последна што си ја работил као кувар некој по... Од столе на 44 години кога отиде од тука, комерцијална служба, до денега животот вака ти се барам дух. Нема Ти не комерцијал. не си бил тука во када. Ти мораше таму да се снајдеш, да се деквалифицираш во се, и агрикултура, по фабрика работи, чисте полици. Знаеш, нема да нема, може би 10 врсти квалификации сме работи само да дојде некој. Во марма. И кога дојде на време, сватив дека пари има кујната. И си имиле потреба, туризмата работа. Приступе, порето е тоа, гледаш на тие по мрежата, кажат вако, кажат дома. А ја веќе имав нека основа од кујната дека работите с мојот пријател. Ја научи скоро нула та крашка кукиња се крашка. Така, што се готви у неја. Така. Веќе имав нека подлага, почнав да одидев во едно казино работи, а веќе кујната е на повисоко ниво, ридби, школки, сети. Така. Само не беше тоа што јас сакам. После видов пак на едно друго место во една не бев задоволен затоа што фактички тоа што го работи го научи не тоа и платите не беа тоа што поштено. И отидов на море, отидов на море. Нормално. Во Бернардин, еден меѓу најпрестижните хотели. Тоа би кувански. Јас само ги гледам, оние работи. Македонец ти крадеш нешто. Крада викам, не, тоа е специалитет да научи. И тоа добро, такви сакаме ние. И ме прифати, и таму ги научи многу скривности во тие куварски скривности. Една година да работи таму и сега исто оглас кемпински ти престигва. Да traži kukar i na vas kad vidim kidamo kempinski. Tada stoleti kempinski сега, што па кемпински. Тоа е хотел, не кој е за хотел. Викам, знам, па и тие се луѓе, тие се кувар. И идам тамо, се пријавувам, телефон ме вика тука што дојде. Одма вика, соблечи се, одма опрема ти дават, да видим што знаеш, што снова. 4 сата, ќе ми даде нешто. Режем, ќе чистам, испечам нешто. 4 сата. Ја по 3 сата, евете ми викаше, дојде вам, идем до главен чек, му кажа за нешто. Дојде португалец, таму се зборува англиски. Така, пински се зборува англиски. Ја некој има основа, имам, ама колегите се фер, па се комуницираме, да се тече. Преведат нешто. Преведат се. И те ми португалец, столе, да, на англиски зборува им преведува, слушај, плата ми кажу 1200 евра, но лаш, тоа 1200 евра, досталите. И ми беше викам добро. Бога не. Кога ќе почне да веќе сега го треба. Браво. Утре ќе дојдеш од доктор сам, до 4 беше рано. И таму. Ево да кажам. Друго ме примеја све, идам дома, вас викам, ме примеја. Столе, ќе те видам сега. Не да се фалам, мене во Типинск ме прогласија за најприден кук. Во таа година имам плаката во големо. Тоа како ќе да е неперспективен. Не, добар. Најдобар. Добар, гледај сега, веќе ја познавам гостилната, таа кухиња, да речем, крашка кухиња, месо, пашни италијански, сите врсти италијански пашни. Риш отишо, се тоа го знае. И ти кога отидеш, Типински е на повисоко ниво, имаш по-квалитетно да го направиш. И тоа јас се трудев, секојаш да биде и нула. Не е сега направено, тоа ми е добри гости. Не ти е направено нешто за мучкаш. Ти мора да го направиш колку што треба. И да гледаш што ти стандард. Така беше. Еве, јас се потрудил едно мало место, рударско место. Да се ми излезам. Кај исто нашите татковци или дедовци, прадедовци работели со знојот да го направат градот, да нас ни издигнат кој деца на тај град и да можеш да го напушаш своето нешто. И додеш некаде, отеднаш ајде рударско дете да постанеш
Еден препознавих това. И тamo ме знае, не познава. Те хотели. Стои Македонец. Јас сум гор со себе и исто така и на некој начин градот ко град сигурно, еве ти кажам на тебе дека е столе, кој отишол таму, е препознавен. Може би некој ќе отидеш или ти и твои внуци ќе кажеш тука работиш, таму има слика столе. Има ли некоја организирана форма на сдружение, организации некои македонците да се дружат така? Има. И тоа е повеќе на друг крај, не дека се. Ја гледаш, во Пробиштип има некој време доаѓа некои млади дечи, во Пробиштип за кратко. Нешто работија, дали беа незадоволни, се видовме, немавме ни време за да се дружи. Така, Слушай, тоа е друг систем. така. Нема, глед, не да не сум сакал, или они со мене. Многу се били шофери, например, да ми Така, многу помним, ќе се така. видиме, ќе се поздравиме, разбираш, никога не сум нори работи сега. Друштво во Стежано не. Аха, Пробиштипци сега не знам. на другиот крај да Има по Горица. Во Горица има многу пробиштипци, Така, Има и по Љубљана, по Крањ, Маро, има доста пробиштипци. така. Гледај, сега има и друштво. Ако се сеќаваш, по морбетот наш кога ќе вете. Тие друштво македонски, не ја сакам Македонија. Не да не ги сакам, тие друштво ќе се Емотивно. емотивност. Беше Копар, во Копар едно така. Друштво беа со македонци собрани. Беа друга таму. Се запознал со некој во тоа време. Во секој години тоа. Ја може да го зелем. Нешто ти паѓа. Тие кажуваат нели за своје. И мене таа емоција кога ќе ми се врати на два. Ја да напуснам својот мајка, татко, другарите, пријатели, ќе да идам некаде. Тоа е, не знам, никој ми Гле, може би сега кога зборуваме полека, осеќам некој ми полесно, може би тоа требало со некој да го кажеш. За да ти полесно. Се стварно осеќам некој кој тоа, не? Така. Убаво. Така. Има едно прашање, еве, што го поставуваме на нашите гости, еве и Типивна мост, ако е, у претходните два подкаста. Една порака твоја до младите што еве размислуваат да го одат тај пат што ти го изоди да идат на страна, да речеме, за работа да живеат. Да ти кажам, права мојот пат не беше толку лесен, ти. Не, Меѓу време, само им порачал ти мене. Слушај, ти кажам, не е така едноставно, видиш, ама ваки ќе реде, сите млади, или пак, обиштипци што се говориме за пробишти, ајде за младите, нека послушат својата интуиција. Не си мојата згодба, или на некој друг. Ја ти идов во друго време, сега живеем во друго време. Сега, кога тука живеа, се што се сина. Само ако се погумни, храбри, да имат некој сон, што сака. А погумност да не вади, може да оди, или ќе остане. Тоа се зависи од нив. Ја не може сега да ги убедувам, таму е убаво, таму е не знам што. Секоја приказка за себе. Секој мора да има свој сон, што он сака. Ако сака да е тоа што е тука, е зашто има. Ќе биде тоа. Секој човек е тоа што он сака. И јас сум споле тоа што сака. Но тука сум дошол, тоа што сака. Ако сум сакал нешто повеќе, ќе сум имал можеби друг сон. Тоа што на некој начин сум го сонувал, да речеме, тие сонови од кого ми се јавија, разбира. Тоа беше мој сон, да мојата фамилија остане заедно. Да сме живи, да сме здрави, да си имаме свој дом. Да сега имам тамо куќа. Ќе направи куќа, си имаме свој дом. Јас живеам на некој начин во Словенија, како живее во Пробиштип пред да одам. Кога беа убави време и кога цветаше Пробиштип. Сега така живеам. Значи имам све. Да немам богатство, некој. Ама имам куќичка свој дом. Имам пријатели. Може да каже, имам и другари, еве тај војничка другоша. Знанци да имам многу. Така за младите една порака, него го послушав, викат својата интуиција и што сакат од себе. Тоа, зашто да не одат? Нека ќе реш, никој, ако
може ќе му успее, може да не да му успее. На секој малку се тие што не успеа. Не успева само на тие што не се храбри и погуме. На тие што се храбри, како вика словенците, погуме. Не? Ако сакаш нешто, мора да одидеш. А не само да ја сакам ова сакам. И седиш тут. Во Словенија моментално и Европа. Не е важно што си. И дали си инженер, дали си доктор, дали си електричар. Крени работа колку сакаш. Само пример благодарам. Така. Цела Европа е отворена. И Германија, и Словенија. Така, работа има, само да има работа. Така, сега пред да завршиме, мислам, доста опфатиме работи. Од разговорот што си го правиме, што се договораме за овај подкаст, спомна, па затоа и не сакам да го испуштам, дека и пишуваш книга. Ајде, почнем пишу. Да. На кратко, само што, како, додека. Гледај сега. Кога почнав да ја пишам некаде пред кога отидов во пензија, се рекам, ајде, еден време ја не работам. Тогаш имам слободно време и ми се вратеа сите тие емоции од колку сум дошол, и не само тоа, од колку сум раснал. Се рекам, што не напишеш една книга? И ме животен, плата, расте, фудбал, кошарка, све што се. И почнав, ајде, пишувам нешто. И беше почнав главата ме боли. Тоа се милиони информации, ова како? Не можам сам. И побарав помош од една писателка во Словенија, Рош, да, и како беше до нас. Да се понавам. Да се консултира со неја и ја кажа мојата приказка како што е. Да стои убаво. И кога ја рекол дека во Словенија првиот директор на рудникот бил словенец, и се што направи на кратко, дека во 53 година направил олимписки филм, дека во 53 година направил кино, како што има во Беч. Во 53 година направил ресторан, како што има во Европа. Во тоа време, колку размислува така, да тоа место еден ќе биде место, град, и тие луѓето 10 ќе имат потреба од тоа. И го кажа, да, удушевено. После исто ми го покажа пати како да пишувам книги. Така. Ме рече, од Скотба ќе напишеш една продолжена случка, ќе напишеш на друга трета. Тоа гледај, имам многу напишани згодби, секогаш ги пишувам, ми некако тие спомини ме враќаат и ми е тешко да ги. Ама полека. Има не пишам може 30-40 такви згодби. Од фудбал, има многу згодби. Кошарка, фудбал, школа, бомбончиња таму. Кога мора за едно бомбонче да бацаме на моја сошколка, на мојот пријател ми даде еден бомбонче, не знам, тоа ме пита. Замислите прво оделение, ќе го кажа. Прво оделение, какви бомбони? Бија само едни шарени, па се некои свилини. Тоа мој другар ќе ви, викаме дај ми бомбончето, вика столя кој цунеш таа женска наша. Ајде да кажуваме. За еден бомбон ја мора се крие и ја баца. И после се што се случуваше, во вика деца учителка, се што ја доби, тоа ја знам. Еве, Тоа ќе го има во книгата. тоа ќе го има во книгата. И такви згодби други. Така. И па убаво да чекаме книгата кога ќе дојде ред да ја издадеш. Ама тоа си правиме добро. мобет да представиме книгата што е како е. И па ја мислам дека доста опфанаме овај дел. Фала ти што беше дел од денешниот подкаст, на секаде не има. Ја ти посакувам ново здравје и да се гледаме само за убаво. Фала. И поздрав за вашите гледачи во Пробештип. Пробештипки и пробештипјани ве сакам. Останете се здрави и да се видиме пак. Чао.